civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Колку Министерството за образование е подготвено да се соочи со предизвиците да се изгради образовен систем кој ќе придонесе кон надминување на предрасудите и стереотипите по етничка основа, национализмот и етничката омраза? Кои се плановите, која е временската рамка за нивно реализирање, кои се главните предизвици? Толеранција и концепт за едно општество се учи од најмала возраст. Токму затоа концепцијата нова и новата наставна програма за основно образование ќе ги адресира и овие прашања многу јасно и недвосмислено, заради тоа што почитувањето треба да го научат учениците и во училиште. Ако некаде се пропушти да се научи дома, затоа што не сме сигурни секој дете во какво семејство живее, тогаш училиштето е второто место каде што задолжително толеранција, почитување на различностите мора да се научи. И со тоа создаваме идни генерации кои што ќе се почитуваат и ќе ги надминуваат разликите и ќе ги сметаат за квалитет и работа која што не гради сите нас подобро, а не разделува. Дополнително имаме, еве само што се објави повикот со поддршка на ОПСЕ за поддршка на мултиетнички училишта, каде што имаат можност да развиваат заеднички проекти, да покажат дека таквите училишта имаат подобри резултати, заради тоа што тие различностите ги гледаат како предност и сакаме да тие добри примери бидат истакнати во наредната година. Во минатото имаше такви училишта. Училиштата всушност и ден денеска се во или тројазични, така? Така е. Меѓутоа во одредени општини тоа некако и не функционира како што треба. Дали се работи на тој план? Па, видете, тоа зависи многу од политичката воја. Јас сум против тоа да се сегрегираат, да се поделуваат во различни смени, да во одредени рурални средини се издвојуваат само десетина деца заради тоа што сакаат да учат на својот мајчин јазик. Напротив, треба да учат на својот мајчин јазик во училиште каде што се учат и се учи и на други наставни јазици. И јас ќе ја промовирам таа концепција и таа идеја, затоа што сметам дека мора да живееме заедно, едни со други, не едни покрај други, за да може да изградиме конечно општество кое што се грижи за сите, но и сите граѓани да се чувствуваат дека се дел од ова наше општество. Дали и како Министерството за образование и наука се бори против национализмот во образованието? Кои други сектори очекувате да се приклучат кон вашите заложби? И во која временска рамка и на кој начин? Заедно со Министерката за култура постојано сме во комуникација и сметам дека тие последни, да кажеме, 12-13 години, каде што се обидуваат да воспостават механизми на присилно, да кажеме, индоктринирање на учениците со одредени содржини за да се зајакне нивната националистичка побуда и став, беа погрешни и создадоа нешто кое што денеска го гледаме, а тоа е поделба помеѓу граѓаните на многу нивоа, не само по етничка основа, се делат по партиска основа, по тоа дали живеат во град или во рурално место, и таа тензија може да се намали само со прикажување на позитивни концепти на тоа дека почитувањето на другата култура, почитувањето и учењето за другата култура или етничка заедница или друга возраст или место на живење може да не направи посилни како држава и дека тоа ни додава вредност, не ни ја одзема вредноста. И мислам дека низ курикулите, низ наставните содржини, низ дебати што треба да се случуваат заедно со Министерката за култура, ќе успееме да создадеме чувство кај сите граѓани дека припаѓаме на една држава и дека ние сите заедно треба да се грижиме да оваа држава биде што поквалитетна и да создава што поквалитетни кадри понатаму. Што ги им порачате на различните засегнати страни во општеството и креаторите на политики и практики во доменот на меѓуетничките односи, како што се медиумите, граѓанското општество, институциите, политичките партии, академијата, како и други чинители во општеството? Па ова прашање, за да може да го надминеме, затоа што се направи проблем кај што немавме проблем, мора да се работи на многу фронтови. И токму затоа ги повикувам сите граѓански организации, сите медиуми, да внимаваме на кој начин и што пласираме. Дека сето она кое што го пласираме треба да води кон единство, а не кон разединување. Дека кога истакнуваме различност, треба да истакнуваме позитивно, а не да се трудиме да во што понегативна конотација се каже за другата
страна. И на тој начин, ако работиме на повеќе фронтови, и во култура, и во образование, и во граѓанскиот сектор во општеството, секако сето тоа го пласираме преку медиуми кои што преносот на тие информации ќе го прави на најпозитивен начин што може, тогаш сметам дека ќе создадеме една атмосфера на единство и на позитивен развој.